Туризмот во Крушево полека но сигурно се враќа како во времето пред пандемијата. Секако најмногу бројни посетители се параглайдеристите од целиот свет, но преполно беше и за празниците, како и за манифестацијата 10 дена Крушевска република. Концерти, изложби, театарски представи, забави во центарот на градот беа дел од годинешната понуда за гостите. Манифестацијата 10 дена Крушевска република, научно-културни средби 10 дена Крушевска република, годинава можеме да кажеме дека помина одлично и може да кажеме дека ги надмина очекувањата. Можеме слободно да кажем дека годинешна манифестација, како што беше промовирана да кажеме, имаше посетеност повеќе од 25% на туристи во градот Крушево, специјално само за тие денови. Спортските и културните настани продолжуваат со несмалено темпо и овој викенд. Сајмот за туризам и бизнис, кој што ќе се одржи за прв пат во Крушево, потоа се одржува традиционално по 6-ти пат фис ролерски купот Тоше Проески со учесници од цел Балкан и Крушево Дискорија, кој што покрај велосипедските тури, тука ќе има пешачки тури, дегустација на храна, ќе има вечерни концерти, така што и преку тој настан очекуваме повеќе посетители. По 17-ти традиционален пат се одржа сајмот во Домот за култура кој беше збогатен со повеќе културни активности, во кои интерактивно учествуваше и публиката, како и странските гости. Сум задоволна затоа што имаше многу странци кои што беа љубопитни и доаѓа и учествуваа во самите настани. Обично нели ги затвараме вратите, почнува манифестацијата, но овај пат јас решив да ги оставам вратите отворени за да можат луѓето да по енергија да си дојдат точно тука каде што треба да бидат. За завршната вечер настапи Гадафи трио со македонска староградска музика, исто така и влашка музика. Беше многу интересно, па игравме ора, беше многу забавно баш во еден градски дух кој што го има самиот град како магија. На етно сајмот беа изложени лични предмети од познатиот македонски драмски писател Васил Илјовски, кои за брзо време се планира да бидат поставени во неговата спомен соба, која само ќе ги надополни музејските поставки во Крушево и ќе привлече уште повеќе туристи. Ние сакаме меѓу себе овој проект кој што е наречен Спомен соба на Васил Илјовски да го викаме Спомен соба на македонскиот Шекспир. Имајќи предвид дека Васил Илјовски е предвесник на драматургијата, на воспоставувањето на драмскиот македонски театар. Првата негова представа на македонски јазик се извела далечната 1938 во Скопје, во тогашниот кралски театар на кралството СХС. 25 декември ова година славиме 120 години од неговото раѓање и сите напори беа насочени натаму да ги обезбедиме овие негови лични предмети, да обезбедиме дел од неговите ракописи и сето тоа да го изложиме на очите на јавноста, пред се на младата популација, на основци, средношколци, кои што ни се целна група. Со сите овие активности Крушево станува препознатлива дестинација за 4 сезони.